Почитувани колеги, ќе се согласам со претходниот репликант, со господинот Села, дека образложението на предлог законот беше конфузно и всушност не можевме да разбереме неколку прашања. Дел од нив ги поставија и репликантите, но повторно одговор не добивме. Она што стварно е многу важно да го знаеме, господинот Џафери како излагач, како образложувач на законот, рече дека нема намера да го убедува колегата Игор Ивановски и да му објаснува. Меѓутоа не станува збор, колега, за тоа дали имате намера или не нас како опозиција да не убедите, туку ваша должност е како предлагач да ја убедите целата македонска јавност зошто е потребно сега, после 3 месеци, да гласаме закон според кој ќе се пролонгира рокот на употреба на учебниците од 3 на 5 години, а пред 3 месеци вие заедно со вашите сопартици од ДУИ бевте против еден ист ваков закон каде што ќе се пролонгира рокот наместо од 3 на 5, тогашниот предлог на министерот, односно на владата, беше на 6 години. Многу е неизвестно што се случи во овој период од 3 месеци и навистина би сакале да знаеме како граѓани, не да го убедите Игор Ивановски или Ана Павловска-Данева, да ја убедите македонската јавност, сите граѓани, сите родители и нивните деца, ученици во основно и во средно. Што се смени за овие 3 месеци? Какви услови се изменија и зошто на претходниот закон предложен од владата во декември месец 2011, пред само 3 месеци, не дадовте амандман дека од 6 на 5 години треба да се стигне? Може би тогаш ќе ви прифатеше министерот, бидејќи велите сте имале консултации дополнителни со министерот. И ДУИ, и ВМРО-ДПМН, и сите оние кои што мислеле поинаку, макар што беа доследни, ВМРО-ДПМН тогаш си го гласаа законот на владата, вие не го гласавте, сте можеле тие консултации да ги имате тогаш, во декември, и да издействувате наместо 6-5 години да трае рокот на употреба на еден учебник. И тогаш сте можеле да издействувате да се предвиди секој оној учебник што предизвикува, што треба да се повлече од употреба заради тоа што содржи материја која е навредлива, да биде повлечен. И тогаш ќе го предложевте во вид на амандман и ќе го поминавте сите заедно. Затоа е симптоматично и затоа имате стварно должност како пратеник, особено како предлагач на законот и човек кој го застапува сега пред јавноста, да ја убедите целата јавност што се случи во овие, или да ја одговорите во овие 3 месеци од декември до март, април месец. Каков е, нормално е, логички е да предпоставиме и ние и граѓаните што стојат зад нас, дека постои некаков договор помеѓу двете политички партии. И логички е и нормално е да ве прашаме од оваа говорница да ни го соопштите предметот на договорот. Што е предмет на вашето договарање? За да може ова да се усвои, што за возврат треба да направи ДПМН, кон ДУИ, например. И ако е се легално и легитимно, тогаш можете и транспарентно тоа да го соопштите, да знаеме зашто евентуално треба да гласаме. Бидејќи ова е најверојатно само параван. Што се однесува до суштината на законското решение, ајде отворено да кажеме, бидејќи ниту еднаш не рековте во вашето излагање, дека владата сега ќе треба, согласно овој предлог закон, да направи отстапка, да направи чекор назад. Владата во 2008 година предложила закон кој вели учебниците ќе ги даваме бесплатно и тие ќе траат 3 години. На секои 3 години ќе ги препечатуваме. Сега вие предлагате владата да направи отстапка и да каже не, нема на 3 години, туку на 5. Тоа е полошо за граѓаните, тоа е полошо за учениците. Ова решение што го предлагате е полошо од постојното решение. Од тука прашувам, нормално е да знаеме, зошто се решивте на ваков чекор? Дали е точна мојата предпоставка, како и предпоставката на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека владата нема пари, буџетот е празен, исцрпен, празна кеса. И бидејќи нема пари за образование и за учебници, предлага наместо 3 години, како што планирала пред некоја година, да се пролонгира рокот на употреба на 5 години. Ако е така, каде отидоа парите и дали е нормално, дали е функционално, целесходно, опортуно да се гради плажа, палми, шмизли, разни споменици за возврат децава да ги тераме да учат од стари книги? Дали е тоа политиката што ние предлагате? Треба ли ние да се согласиме дека за да се градат разни работи кои некому се допаѓале, некому не, но си направила промоција владата, сметаме дека ја испрала поприлично пари,
На тој начин, за возврат на тоа ќе треба да им скратиме на децава да учат од понови учебници. Наместо од учебници 3 години што ќе траат, тие ќе треба да учат од учебници што ќе траат 5 години, што за секој нормален ученик и родител е невозможно. Особено кај малите деца кои треба да пишуваат во учебникот. И вие сте учеле, и јас и сите ние сме имале учебници во кои што математика, имате математички задачи во самиот учебник, треба да ги одговорите. Работите тетрадки сега наместо тоа постојат, ама работните тетрадки не ги дава владата без пари, ги купуваат родителите. Букварче, каде што се учат букви, се пишува во него, така се учат буквите со шкртки. Не, сега велиме 5 години тоа ќе трае. Тоа е премногу според нас. И не ми е јасно како ни во една реченица не спомнавте во вашето образложение дека предвидувате со овој закон, со оваа законска измена, да воведете паушал, значи плаќање на комисијата, на членовите на националната комисија. Пазете кој критериум сте го предложиле вие како пратеник, сте го напишале и предпоставам вашите правни тимови во пратеничките групи на ДУИ, на ВМРО, ДПМН. Врз основа на присуството на седниците на комисијата. Господина Џафери, почитувани колеги пратеници од ВМРО, ДПМН и од ДУИ, што мислите дека е должност на еден член на национална комисија, освен да учествува во комисијата, да доаѓа на седници и нормално таму да разговара, да дебатира и да носи одлуки, да гласа? Според тоа колку пати доаѓал, а колку пати не доаѓал, ќе му даваме пари од буџет. Значи некој може да доаѓа, ништо да не каже, еднаш месечно ќе се собираат, или еднаш неделно, а нема еднаш неделно да биде поретко, и за тоа ќе зема паушал 10, 15, 20.000 денари месечно. Зошто? Бидејќи доаѓал на седница, па член е, тоа му е работа да доаѓа на седница. А ако не доаѓа на седница, нема ништо друго како санкција, туку нема да му дадете паушал највисок, туку според присуствата ќе му ги мерите. Мислам дека е ова срамота и не заслужува воопшто биде внесено во законов. Но особено ни предизвикува нејасноти одговорот на прашање кој останува празен, не можеме никако да го слушнеме. Како ДУИ одлучи од декември до март месец да го смени ставот? Во март ни го предложите законот. Дали едната година ви беше битна? Наместо 6-5 години, зошто амандман не предложивте? Што преговаравте и што договаравте со Груевски? Тоа не интересира. А исто така би ни било многу значајно ако ВМРО ДПМН одговори на исти овие граѓани, без оглед од која националност е. Зошто одлучија закон кој сами си го донесоа, во кој се предвидува дека 3 години ќе се користи еден учебник, сега одеднаш го качуваат рокот на 5 години. Дали е тоа зашто нема оваа влада пари за образование? Тоа дајте да го кажеме на граѓаните. Ако нема пари, а претходно овој закон е се уште важечки, тие негде биле планирани во буџетот за образование. Каде се сега? Или воопшто не ги не испланирале владата и буџетот не предвиделе за Министерството за образование додат пари за учебници, иако имаат донесено закон за бесплатно наводно образование и бесплатни учебници. Зошто никој од вас не подкрена прашање? Како никогаш не го поставивте прашањето, биваше ли толку споменици и барок да се гради во Скопје со државни пари, не со парите на градот, туку со државни пари, наместо да се размислувало да се чуваат тие пари за учебници, секоја година децава да добиваат нови. Еве не секоја година, туку онака како што претходно сте планирале, секои 3 години да добиваат нови учебници. 3 години е некој оптимален рок да речеме за користење. Не, сега ќе се потресуваат цели фамилии, ќе се фрустрираат родители и деца, не сме да се шкртне, не сме да се уништи учебник и така натаму. Зошто 5 генерации тоа треба да е така 5 години, 5 генерации деца треба да ги користат учебниците, бидејќи некој решил да ги потроши средствата на граѓаните за некои цели кои очигледно не биле опортуни и немало потреба. Па така кажете им на луѓето, тогаш да разговараме отворено. Ги прокоцка владата парите, не размислуваше владата како што треба, погрешно ги употреби парите и заради тоа сега ќе страдаат децата и ќе им даваме учебници подолго да користат. Ама при тоа не пречи на членовите на Националната комисија паушал месечен да им даваме државни пари само за да доаѓаат на седници. Овие работи заслужуваат одговор не заради мене, господина Џафери, не заради Игор Ивановски, заради граѓаните што во овој момент не гледаат и заради сите граѓани што се засегнати од овој закон, а тоа се сите родители и сите деца, независно од кој етникум, на кој етникум припаѓаат или на чија партија и припаѓаат или ја поддржуваат или се тотално непартиски определени. Не треба нас да не убедите. Мора, должни сте да ја убедите македонската јавност. Тоа го бараме од вас. Ви благодарам. Благодарам и јас. Господине Шехаби Бехиџудин, ќе ве